Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам добре дојде. Утрово зборуваме за висок крвен притисок и покачени масти во крвта. Две состојби кои што се мошне чести, но честопати и потценети. Две состојби кои што доколку не се откријат навреме, не се контролираат, не се третираат, со текот на времето може да дадат сериозни оштетувања на срцето и крвните садови. Превенцијата почнува токму во ординацијата на матичните лекари. Како да ги препознаеме, како соодветно да ги контролираме и како да ги спречиме компликациите и последиците. На оваа тема утрово разговараме со доктор Драган Ѓоргиевски, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа доктор Драган Ѓоргиевски, председател на Сдруженијето на лекари по општа и семејна медицина. Добро утро, доктор Драган, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и од мене и ви благодарам на поканата. Пред да преминеме на темата, би сакала само да споменеме, пред нецела една недела отворивте собствена ординација по семејна медицина, како еден природен тек на она што во изминативе 10-11 години, ако не грешам, го работите како матичен лекар и сте посветени на пациентите. Што значи ваквиот чекор за еден матичен лекар, кога ќе почне една собствена приказна и комплетно повторно ќе биде посветен на пациентите? Токму така, пред една недела започнав со работа во собствената ординација, која што се наоѓа во општина Карпош, во поликлиниката Букуреш на приземјето до аптеката. Ова е нов предизвик за мене. Сега започнувам со собирање на пациентите и на градење токму своја собствена ординација, каде што ќе го пренесам искуството 11 годишно, кое што го стекнав предходно во работа со пациентите, пред се во работа со пациентите како превенција, третман на одредени заболувања и голем апел и до пациентите кои што имаат хронични заболувања, секогаш треба да веруваат на својот матичен или семеен лекар и да изберат лекар кој што ќе може да ги води, без при тоа да имаат потреба од чести посети кон специјалистите, а се со цел ние да го растеретиме секундарното и терцијерното здравство, па ги повикувам сите пациенти кои што имаат потреба од избор на лекар, отворени сме за соработка и за примање на нов број на пациенти. И многу е важен тој пристап кон пациентите да бидат добро информирани, да знаат дека многу работи може да се решат во матичната ординација, така без дополнително потоа да одат на други секогаш кога има потреба од специјалист, така матичниот лекар го препраќа, меѓутоа доста состојби здравствени може да се контролираат со добра соработка. Така, меѓу пациентот и лекарот. Пациентот во својот лекар на некој начин треба да има еден вид на пријател. Тоа е некоја пријателска соработка каде што пациентот мора да му верува на докторот. Јас сум имал ситуации каде пациенти од Карпош доаѓаа во ординацијата во аеродром, очекувам дека ќе се случи слично и пациенти од аеродром да доаѓаат во ординацијата во Карпош, и ќе кажам и пред се за и детската популација е многу битна, бидејќи јас како лекар, ако имам лекар во Сарај би одел за дете. Многу е битно кој ви го води детето и на каков начин го води. Тоа може да го прави педијатар, тоа може да го прави специјалист по семејна медицина. Општиот лекар повеќе треба да се насочи кон друг вид на популација и многу е битно тоа следење и менаџирање на пациентите. Јас во својата ординација, значи самостојно ги водам пациентите со хипертензија, без посета на кардиолози, самостојно се водат пациентите и со хиперлипидемија, диабет и ХОП, значи тие се најчестите хронични заболувања, како и акутните респираторни заболувања и отоскопскиот преглед, прегледот на уши, перење на уши, значи сето тоа и голем број на други услуги кои што може да ги добијат во мојата ординација. Така, и кога се почнува нешто ново, секогаш се посакува успех. Ако речам да имате што повеќе пациенти, мислам во смисла повеќе пациенти кои ќе бидат здрави и само заеднички ќе работите на поголема превенција заедно со нив. Апсолутно да. Значи секој лекар посакува да има здрава популација, но и популацијата која е со хронични болести да биде задоволна и соодветно и правилно третирана од својот лекар. Добро контролирана. Така, ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме и да почнеме да ја обработуваме темата за висок крвен притисок и покачени масти во крвта.
со доктор Драган Ѓорѓевски, специјалист по семејна медицина, председател на Сдруженијето на лекари по општа и семејна медицина од приватната здравствена установа доктор Драган Ѓорѓевски. Зборуваме за високиот крвен притисок и покачените масноти, хипертензија и хиперлипидемија, ама ќе ги користиме оние поедноставни термини, поразбирливи за сите нас. Што представува високиот крвен притисок? Многу пати сме го зборувале, ама секогаш треба да го повторуваме ова, оти помалку или повеќе како да се подценети ваквите состојби, не ги сваќаме секогаш доволно сериозно, дека може да направат компликации ако не ги третираме соодветно. Хипертензијата, всушност или високиот крвен притисок, представува зголемување на вредноста на систолниот и на диастолниот притисок, или попознато во народот горен и долен притисок, ќе се изразам на полесен начин. Секогаш кога горниот притисок е 140 мм живин столб или над 140 мм живин столб и долниот притисок над 90 мм живин столб, тогаш веќе станува збор за покачен крвен притисок или хипертензија од прв степен. Многу е битно хипертензијата навремено и рано да се препознае, бидејќи со самото рано откривање на хипертензијата или кога е веќе во некоја одредена состојба на предхипертензија, кога веќе гледаме дека имаме благо елевирање или покачување на крвниот притисок, тоа се вредности од 130 до 139 мм живин столб или од 80 до 89 мм живин столб, тука веќе на пациентите треба современо да им се делува и да им се обрне внимание ако веќе имаат вакво покачување, што да направат во подобрување на самиот животен стил. Физичката активност е многу битна, но меѓутоа и променот на начина на самата исхрана. Хипертензијата е многу битна да се диагностицира, бидејќи може да има и неколку различни форми, неколку различни облици на самата хипертензија. Може да биде од прв стадиум, од втор, дури од трет. Тоа од трет стадиум е веќе ургентна состојба и малигна хипертензија, кај која дури по 2 до 3 антихипертензивни лекови треба да се употребуваат, за да можеме да имаме контрола на самиот крвен притисок. И нешто што е многу битно за пациентите да го спомнеме, често се случува пациентот да даде податок дека во домашни услови има нормални вредности на крвен притисок, но меѓутоа кога ќе дојде во ординацијата на својот семеен лекар, да приметиме дека станува збор за високи вредности на крвен притисок. Не треба да се плашат пациентите, постои таква можност. Тоа е изолирана или бел мантил хипертензија. Дигаат хипертензија исклучиво во ординација на лекар. Кога ќе ни ги донесат оние вредности или шаблони на домашно мерење на крвен притисок, забележуваме дека всушност тој пациент е пациент кој што нема хипертензија, него има случајни наоди кога доаѓа во ординацијата на својот лекар. Некои европски гајдлајнси и совети кажуваат дека и докторот треба да го соблече мантилот и да дојде или сестрата медицинска која во моментот е без униформа и се да измери притисок, и покажувало искуството дека имале за 20 до 30 мм живин столб намален крвен притисок, всушност нормални вредности на крвниот притисок, него што го појавува самиот апарат при мерењето на крвен притисок. Така, а кога ќе дојде, се извинувам, пациентот без разлика за каков проблем дошол или на преглед, се извинувам, или проверка кај матичниот лекар, секогаш го мерите притисокот без оглед на тоа или дошол за некоја кашлица или на нешто друго се пожалил? Дали е како во протоколот на еден редовен преглед? Притисокот треба често да се контролира и да се мери кај самите пациенти, па дури и кога не се пожалиле на одредена здравствена состојба поврзана со притисок, бидејќи кога имате и ситуација на респираторно заболување, како што е пнеумонијата, ние може да имаме хипотензија, драстичен пат на крвниот притисок, тука имаме друга состојба спротивна на хипертензијата, но многу битна, бидејќи е еден од 4 знаци кога пациентот би требало да се испрати на хоспитализација во таква состојба. Да. Хипертензија можеме да имаме и кај пациентите кои што имаат нарушување на бубрежната функција, и тука кога има оштетување на бубрезите со зголемување на креатининот и на уреата, исто може да се појави висок крвен притисок, како и во ситуацијата со одредени ендокринолошки заболувања и други метаболни заболувања. Да. Имаме гледач на линија, да го слушнеме неговото прашање. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до водителката и до гостинот. Ви благодарим. Благодарности за водителката што ни носе секое утро добри доктори од кои што ние постарите многу работи
научуваме, нели како викате, заедно учеме. Да. Сега сакам да го поздравам доктор Драган. Морав прва да се јавам, зашто може би после немаше да добием, те беше зафатена линијата. И да му се заблагодариме група пензионерти од негови пациенти, кој што беше наш матичен доктор до неодемна. И му се заблагодаруваме за неговата грижа, што многу совесно, стручно се грижише за нашето здравје. И му пожелуваме све најубаво и многу пациенти да има и нема да бидат, сигурно ќе бидат во сигурни раце. Така, добро. Тоа Вие ми е. Бевте пациентка на доктор Драган предходно? До преди месец дена беше, многу сум благодарна што неколку месеци се грижеше за мојот сопруг кој што е полупокретен, полуподвижен и многу се грижеше и сега е подобар. Добро, ви благодарам. Благодариме и за јавувањето, за убавите упатени зборови, ама тука веќе се покажува така дека и пациентите и докторот заедничката комуникација имаат веќе остварено на високо ниво. Да, и благодарам на пациентката за убавите зборови. Навистина имавме со постарата популација во аеродром една одлична, можам да кажам, соработка. Постарите пациенти се тие каде што треба да им се обрне повеќе внимание. Очекувам дека слична соработка ќе имаме и со пациентите во Карпош. Така да, кај повозрастните и Кај постарите има и повеќе популација. хронични заболувања, многу повеќе лекови кои што треба да ги примаат и многу е важно вистинскиот совет кога ќе го добијат. Апсолутно. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро, Добро утро. поздрав и за двајцата. Сакам да го прашам докторо, на мене порано ми беше многу така повисок притисок, сега ми варира, некојаш висок, некојаш нисок и десното уше многу ми шуште како срцето да ми бие таму. Добро, примате контрола, односно терапија за Приимам притисокот? сабајли и вечер Валсохар, приимам на ручок, како се викаат тие едни други од 20 мг, а тие сабајли и вечер Валсохар. И за срцето приимам Масидо. Така, доволно ли е ова, доктор Драган? Ви Доволно е. благодариме за јавувањето и продолжете да не следите и понатаму. Од тоа што го слушнав како симптом на пациентката на употребува Валсартан, јас ќе се изразам по генерика на лекот сабајле и вечер, во доза и употребува бисопролол или тоа е бета-блокатор. Бета-блокаторот е даден, предпоставувам, или имала некоја синус тахикардија или имала одредена аритмија, поради кој е вклучен, а сабајле и вечер има од АРБ лековите, значи ангиотензин рецепторните блокатори, кои што делуваат, тие се малку поагресивни лекови и многу брзо може да го намалат крвниот притисок. Кај пациентите што обично варира крвниот притисок во текот на денот, изразито или во текот на ноќта, а претходно имала висок притисок, значи она веќе влегува во некоја нормализација на крвниот притисок, но секогаш мораме да го имаме во предвид и атмосферскиот притисок. Честите промени на временските услови кои што ги имаме од топло во ладно, ние имаме денови во кои саботата и неделата имавме дури до 25-6 степени, денеска имаме 10 степени, тука имаме стеснување и ширење на самите крвни садови и нормална е таа варијација на крвни притисоци, но веќе покажува и други знаци кај неа, шуштање во увото, што може да покажува дека притисокот не е добро контролиран. Тука треба да си се обрати на својот семеен лекар, да измерат вредности на крвен притисок, да води дневник за утрински и вечерни вредности на крвни притисоци и тука ќе се надоврзам на моментот кога е правилно да измерат крвен притисок. Никогаш пациентот не треба да го мери крвниот притисок кога станал рано наутро, значи се пробудил од спиење, уште буквално неизмиено лице, раце, седнати се да мерат крвен притисок, тоа е неисправно, вредноста на крвниот притисок тука е драстично голема. Затоа што организмот не е разбуден, срцето се уште не испумпало доволна количина на крв, мозокот не е разбуден, значи организмите буквално се уште спијат органите внатре во телото. Треба да помине барем сат до сат и пол пред да измерат крвен притисок. Многу е битно да бидат во одморена состојба. Грешно е мерење
чистеле или копале во двор или трчале надвор, возеле велосипед, имале некоја било каква физичка активност и наеднаш доаѓаат да мерат крвен притисок. Нормално е дека притисокот ќе биде зголемен, нормално е дека и пулсот ќе биде зголемен и не треба да се секираат во таа ситуација. Значи тука треба да направат контролно мерење на крвниот притисок кога се одморени барем 15 на минути е правилото. Треба да бидат нејадени. Значи кога сте најадени, исто крвниот притисок може да има некои варијации. Треба да бидат со празнен мочен мејор, значи испразнети да не им се оди во веце, бидејќи тогаш притисокот на самиот мочен мејор може да влие и на крвниот притисок. Тоа се некои битни совети кои треба да ги знаат пациентите. Раката треба да биде секогаш исправена, да не биде свитка на некоја позиција на телото и буквално во висина, вака некако исправено во висина на срцето, за да можеме да имаме вистинска вредност. Манжетната треба да биде поставена во надлактицата и треба да биде слободна надлактицата, да нема притисок од джемпер, од блузи, бидејќи студии покажуваат дека кога пациентот има притисок од джемпер или блузи до 40 мм живин столб можеме да имаме повисок крвен притисок. Со неиспразнет мочен мејор до 20 мм живин столб повисок и тука добиваме веќе нереални вредности на крвниот притисок. Затоа е многу битно мерењето на крвен притисок и едукацијата на лекарот кој треба да го едуцира својот пациент како да измери крвен притисок, но исто треба да се внимава и при мерење. Многу често во гужвите и ние лекарите правиме одредени пропусти во мерењето на крвниот притисок. Немаме време, премногу пациенти, пациентот е недоволно соблечен, ќе измериме крвен притисок и добиваме некоја вредност која што не е вистинска на реалната вредност. На пациентката ви советувал да си го посети својот семеен лекар и задолжително да се види понатаму дали треба од кардиолог холтер за притисок, да видиме колку отстапуваат тие вредности на притисокот. Така, некогаш е потребно да се носи холтер, така за да се види така како во текот на целиот ден, кога се покачува, кога се стабилизира. Многу убави кратки совети кои што верувам дел од гледачите и ќе ги применат, учејќи како правилно да го мерат притисокот за да не дојдат во ситуација да се исплашат ако видат поголеми вредности. Некогаш потребно ли е едно по друго да измериме два пати за да провериме? Правилата кажуваат во ординација дека треба да се мери 3 пати едно по друго и за вистинска вредност да се земе средната вредност. Значи не првата, не втората, не третата вредност, него средната вредност, а во домашни услови советите се 2 пати едно по друго пациентот да измери притисок и да одреди некоја средна вредност меѓу тие две мерења. Нешто што е многу битно кога доаѓа сосем нов пациент со кој се запознаваме, бил претходно кај друг матичен лекар, сега одлучил да промени матичен лекар, секогаш треба да мериме и на десната и на левата рака, бидејќи ако има одредени отстапувања меѓу едната или другата рака, може веќе да станува збори за некои проблеми со каротидите или некои артериосклеротични заболувања. Така да, затоа е матичниот тука да помисли на многу ситуации, така и да се направат потребните исследувања за секогаш велиме ако поставиме добра дијагноза ќе знаеме подобро, односно и како да го третираме сето тоа. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Биле поздрав голем до вас и до прекрасниот доктор, да ви кажем толку убаво ми објасни све што ме интересираше, докторот кажа секоја чест за него. Значи, а највеќе ме насмеа што вика, мајка ми викаше, знаеш, ние одма станеме од кревет и меримо, вика, дајте, измите се, немојте со закрпени очи, знаеш, старите, колку се биле паметни, колку се биле. Но сакам да го прашам докторот, ја кога идеше на работа, знаеш, и да, од нервоза, да качига притисокот на 150, тамо со 100 и нешто, и измери ми докторот и од так наваму си гледам, знаеш, мерим си 120, имам апарат, еве како што кажа докторот, но сакам да го прашам докторот ли за април пиемо ние за мокрење, дали треба до животно да ги пием, сега сум 74 години, до животно треба да си ги пием лековите за притисок. Тој ми интересира. Дали смеем да направим оставка или уволено, да не му досаѓам на матични. Така, секако ќе добиете совет. Ајде се наголо, поздрав, чао. Ви благодариме за јавувањето, имајте убав и пријатен ден. Да, многу мина се плашат од доживотното примање на терапијата, па никогаш не сакаат ни да ја почнат. Тоа е најчесто веројатно кај популација на она средна возраст. Да. Ајде конкретно за гледачката. Ако спомна, пие нешто за мокрење и пие лизиноприл во терапијата, значи јаки инхибитори, некој вид на диуретик. Најпрво треба да го контролира притисокот. Имаме ситуации во кои после 10 години лековите што ги пие пациентот не делуваат. И веќе тогаш терапијата
станува комплетно непотребна. Но ако кај пациенката се гледа дека притисокот е во нормални граници и е добро контролиран, терапијата треба да ја пие. Во ниеден случај не треба да прават самите редуцирање на терапијата без да се консултираат со својот лекар. Денеска го испив апчето, ти ми беше ниско, утре го скратив, па го... Значи, тука веќе нарушуваат ја самата фармакокинетика која што ја има лекот, кој што треба да се абсорбира од организмот. Има многу нови и современи лекови кај кои што е висока толерабилноста на примање, делуваат и по 24 часа и веќе морам да споменам дека самите европски гајдлајнси кажуваат дека треба да иницираме кон сингл пил терапија. Тоа е една таблета во која ќе има 2 или евентуално 3 лека. Тоа се европските препораки, бидејќи се покажа дека имаат многу поголема толерабилност од останатите лекови, многу подолго време на полуживот и на распаѓање внатре во организмот, и така дел 24 часа успеваат да го одржат во нормални вредности притисокот. Но и оние кои што веќе употребуваат друг вид на терапија, ако е добро контролиран притисокот, мораат да продолжат таа терапија како што е веќе зададена. Но ако има отстапки, ако и понатаму по крепиње на терапија имате вредности 150 со 90, тоа не е добро контролиран притисок. Треба да влезе во 130, па дури последните препораки кои што ги разговаравме со многу кардиолози познати во нашата земја, се веќе 120, 125 со 80 терапија која што треба да, тоест вредност на крвен притисок која треба да има пациентот, и да кажеме дека веќе во тие 130 со 80 пациентот веќе е добро контролиран и таа терапија одговара на пациентот. Кога е тој добро контролиран во првите 3 месеци по вклучувањето на некоја терапија, барем еднашка во годината треба да се направи контрола на крвниот притисок. Ако и во неколку пати поред во годината е нормално контролиран, тој пациент продолжува со терапијата. Потоа веќе гајдлајнсите кажуваат еднашка на 3 години контрола на крвниот притисок, но терапијата антихипертензивна е доживотна, но тоа не значи дека истата терапија треба да остане доживотна. Таа може да претрпи корекции и таа треба да претрпи корекции после извесен временски период, бидејќи после некои десетина години истата терапија го нема ефектот како на самиот старт и на почетокот, а новите сознанија и гајдлајнси драстично се менуваат. Јас тука само во овој дел би споменал голем број на студии, пред се гледав норвешки и фински студии кои што покажуваат дека пациентите кои што употребуваат некои единечни терапии ја имаат многу помала контрола на крвниот притисок отколку веќе кога се употребува некоја двојна или тројна терапија. Така да. А кога повозрастните ќе речат притисокот ми е 150, 160, ама тоа е нормално за моите години или за мојата возраст. Апсолутно тоа треба не е воопшто нормална да целосно да го тргнеме настрана, така не е тоа вистина. добра вредност. Нешто што морам да споменам за да не се направи забуна кај гледачите. Пациентите кои се постари од 80 или 85 години или пациентите кои што се веќе во неподвижна состојба, кај тие не се прибегнува со агресивни терапии, кај нив се оди со поблаги терапии поради наглиот пат кој може да се случи, тоа е така наречена ортостатска хипотензија која што може да се појави кај овие пациенти. Така, затоа секогаш кажувам, контрола и совети со својот семеен лекар на кого му веруваат, затоа и го избрале како лекар. Так. Секогаш имаат опции на промена на својот индивидуален матичен пристап кон лекар. секој пациент за секоја Апсолутно состојба. така. со Мора која да се соочува. пристапиме секој пациент и индивидуа сама за себе, да ги видиме сите негови коморбидитети и сите локални состојби. Не може еден лек кај сите 10 пациенти. Тука веќе имаме некој проблем. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото од покачениот крвен притисок. Сега да преминеме на покачените масти во крвта. Две меѓу најчестите хронични состојби кои што се среќаваат кај пациентите во матичните ординации. Па да, слободно можам да кажам, хипертензијата и хиперлипидемијата се едни од најчестите, па после веќе следува и диабетот, тоа се некои 3 хронични состојби кои меѓу себе тесно се испреплетуваат во самата дијагноза и во самата терапија. Хиперлипидемијата може да биде од два облици, може да биде изолирана кога имаме зголемување само на холестеролот, значи тоа е
го гледаат сите во лабораторијата и најчесто го поврзуваат со начинот на исхрана, но не е секогаш поврзан со начинот на исхрана. Многу често и стресната состојба може да предизвика зголемување на холестеролот. Скриени вредности на хипертензија, пред се, ќе се изразам понародски, на долниот притисок може да укачуваат на покачени вредности на холестерол. Многу често пушењето може да предизвикува зголемување на холестеролот. И нешто што е интересно, што малку го знаат пациентите, благото е нешто што предизвикува не зголемување толку на шекер, колку што предизвикува зголемување на холестерол. Тоа се некои интересни податоци кои што ретко се познати во јавноста. Втората форма е зголемување на триглицеридите. Тие се веќе повеќе поврзани со начинот на исхрана. Тие се зголемуваат кај оние пациенти кои што конзумираат масна храна, оние пациенти кои јадат многу овчо, кои јадат многу пржена храна, многу месо, жолчки од јајце, масни јогурти и млека, каде што всушност доаѓа до зголемување на триглицеридите. Па затоа имаме ситуации каде што пациентот ќе каже: па јас, докторе, воопшто не употребувам масна исхрана. Јас воопшто не употребувам месо во исхраната, повеќе сум на растителен се, а имам висок холестерол по 7, по 8 вредности на самиот холестерол. Токму тоа е таа причина. Не е само начинот на исхрана, него и овие дополнителни што ги споменав ризик фактори може да влијаат до зголемување на самиот холестерол. Бидејќи кај луѓе кои што се вегетаријанци, така кај што не би помислиле воопшто, има ситуации кога имаат покачен холестерол. Но истиот тој вегетаријанец може би е пушач. Истиот тој вегетаријанец може би употребува лек за некое друго заболување, кое што може да предизвика зголемување на холестеролот. Истиот тој вегетаријанец може да има и хипертензија со некоја скриена атеросклеротична болест на самите крвни садови, каде што се наталожуваат масни плаки. И тука имам и многу често и тука знаат да ме прашаат: зашто кардиологот ми препиша статинска терапија, а јас имам нормални вредности на холестерол? Затоа што на доплерот кој ви го направил виделе дека има замастување и задебелување на ѕидовите на крвните садови. Тие заболувања, ако продолжат да прогредираат, со самото струјање на крвта може да се откачи дел од тие плаки да се направи тромб. Тука се познатите тромбови во белите дробови или белодробна тромбемболија, тромбовите во срцето, но меѓутоа и во мозокот, кои може да предизвикаат проблем. Така, да. Имаме двајца гледачи на линија, чека да им дадеме предности да ги слушнеме прашањата. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Да, ајде да се обидам уште еднаш, ако не да го слушнеме и следниот гледач, бидејќи еве веќе сме кон крајот на емисијата, треба да привршуваме, па ќе ве замолам и ако може со пократки прашања. Повелете, добро утро. Ало, добро утро. Да, ве слушаме. Да, изгледа се исклучил првиот гледач, сигурно сум јас, така? Вие сте во програма, да. Добро. Да го поздравам прво вас, бидејќи докторот се работи за личност од 65 години. Секогаш има холестерол на 4,5, да речеме, има притисок и му даваат апчиња за притисок, плюс и му даваат и нешто за холестерол, заборавив како се викаше. И сега нема му се симнува холестеролот на 3. А јас некаде читав дека не чини па да имаш низок, требало и холестерол, да си имаш нормален така масноти. Тоа е едно прашање. И другото за мене, јас имам скриен шекер и сега ми се случи, јас го мерам повремено, нели? Ми се случи јадав чварки, така едно 5 чварки си ги изедов, почнала сум испостена ептен, реши се тој ден да се почастам. И мене шекерот ми се качи сабајното на седмица. Можно ли е, а не јадам благо, дали е можно од чварките да ми се качи шекерот? Толку од прашањата, благодарам многу. Ви благодариме и ние вам за јавувањето. Не треба вкупниот холестерол да се гледа изолирано од останатата здравствена состојба. Пак е спомена, може би тој има некои наталожувања на самите каротиди поради кои се даваат статинска терапија. Второ што е многу битно, тука се LDL и HDL холестеролот. HDL е тој добриот холестерол или чистачот на крвни садови, а LDL холестеролот е лошиот. Кај вакви пациенти кај кои паѓа вкупниот холестерол, се советува секогаш да се проверат фракциите на холестероли, тоест LDL и
HDL. LDL холестеролот, тука морам да упатам апел и до лабораториите, и до клиничка биохемија, и до останатите лаборатории, дека веќе треба да размислуваме кон менаџирање на самите, има некои приватни лаборатории кои тоа веќе го прават на самите граници. Границата на LDL во лабораториите седи негде околу тројка, но ако ги погледнеме гајдлайнсите, кај секој пациент е различно. Ако пациентот е со прележан мозочен удар и инфаркт, тој треба да оди под LDL 1,4, за да имаме добра контрола на самиот. Тројка и вредност 2,8, па да, супер, ми е во граници на нормалата. Не е. Кога ќе го скорираме ризикот, тогаш ќе видиме ако е многу висок, среден, има точно граници во која вредност треба да биде LDL холестеролот. Но многу често добиваме општи вредности пред се од државните лаборатории, каде што не може да се направи јасна граница дали пациентот е во умерен или висок ризик, но и тука докторот може да си помогне, постои така наречена SCORE-2 таблица, која што е многу битна, бидејќи тука го имаме вредноста на non-HDL холестеролот. Тука докторот треба да израчуна според формула кој е тој non-HDL холестерол, то и врз основ на тој холестерол и врз основ на притисокот да одреди дали пациентот му спаѓа во висок, во умерен или во среден ризик и така да ја насочи соодветно терапијата кон тој пациент. Значи колку е важно и правилното читање на резултатите, така? Сето она што сме го добили од направеното испитување. Сме при крајот на емисијата, она што би било важно и кај високиот крвен притисок и кај покачените масти, кои што кога се во нормални вредности мастите, така ни се потребни за нормално функционирање на нашето тело и организам, мораме да ги контролираме за да не дојде до компликации, оние најсериозните, бидејќи на долг рок го оштетуваат и срцето и крвните садови. Апсолутно, бидејќи со неконтрола на самите холестероли или триглицериди може да се доведе до одредени други здравствени компликации, пред се тоа се мозочниот удар, срцевите инфаркти и одредени други заболувања, веќе спомнав и артериосклеротичните заболувања на крвните садови, бидејќи подобро е некогаш да спречиме него да лечиме. Значи превенцијата е многу битна. Кога ќе видиме покачување на холестероли, треба самиот лекар да процени кога ќе примени само промена на начинот на животниот стил, физичка активност и исхрана, кога ќе примени одредени суплементи кои што влијаат на намалувањето на самите масноти, а кога ќе започне веднаш со терапија. Тука веќе е токму тоа улогата на семејниот лекар во менаџирање и водење на својот пациент. Така и посебно кон онаа популација на средна возраст и помладите, кај нив се почести така проблемите со покачените масноти, токму заради можеби седентарниот начин на живот, помала физичка активност, исхраната За жал, стресот фактори. и начинот на исхрана многу влијаат на покачување на маснотиите, но веќе и на покачување на хипертензијата. Мажите од 35-та, 36-та година до 45-та се поподложни и на покачени масноти, но меѓуто и на хипертензија. За разлика од женската популација која дури после 50-та година може да почне да развива повисоки вредности на крвниот притисок, токму поради заштитата од хормоните, естрогенот и прогестеронот, кој на некој начин се како еден чувар на женското здравје, а веќе после 50-та година, кога влегува во менопауза, тука веќе имаме нарушување и хормонален дисбаланс, каде што доаѓа до зголемување на крвниот притисок. И тука веќе поголема контрола и поголема внимателност за И здравјето. апел до средовечните мажи, па и помладите мажи од 33-4-5 години, редовно следете го крвниот притисок и немојте да одбивате ако имате потреба да започнете антихипертензивна терапија. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас на поканата. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.